Галаба Паликрушева. Галаба Паликрушева е родена како Борисова на 6 мај 1928 година во Виница. Таа е македонска историчарка, етнолог и универзитетска професорка на Филозофскиот факултет во Скопје. Дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје, група етнологија. Докторирала на Филозофскиот факултет на катедра за историја на тема исламизација на торбешите и формирањето на торбешката субгрупа. Подолго време била вработена на Природно-математичкиот факултет, а потоа во Институтот за национална историја во Скопје, како виш научен соработник во одделението за османско-турскиот период. Подоцна работел како истражувач на народните обичаи и игри и била директор на Институтот за фолклор од Скопје. Доктор Галаба Паликрушева спаѓа во редот на најкомпетентните македонски етнолози, ценејќи ја незината стручна и научна работа, како и објавените статии во периодот на незината најголема активност од 1959 до 1990 години. Треба да се истакне дека незината активност се поклопува со неповолниот период за македонската етнологија, откако студиската група по етнологија била укината во 1953 година, а првите чекори за обновување на студиите биле направени по повеќе од 30 години. Најпрво неуспешно на почетокот на 1980-тите, а потоа компромисно во средината на 80-тите години. За жал, во средината во која твореше и живееше, незината стручност и научните резултати неретко беа оспорувани. Се разбира главно од неетнолози, додека надвор од Македонија, во другите тогашни југословенски републики, таа уживаше углед и респект меѓу колегите етнолози. Оспорувањето дома се однесува најмногу на суптилната и успорувана тема од македонската историја и етнологија, која таа како предизвик ја поставила пред науката, процесот на исламизацијата и неговите последици. Спротивно на фактот дека таа имала храброст да ја отвори Пандорината кутија на идентитетот на нашинците и храбро да управува со последиците преку незините истражувања, преточени во текстови со убедливи материјални и други докази. Сепак, од денешна гледна точка е јасно дека била присилена да плати данок на општествениот амбиент во Македонија, без гласот на стручните лица етнолози. Добра илустрација за односот на неетнолозите кон неа како обична и секојдневна личност може да се види во Македонската енциклопедија 2, каде што под незиното име стои дека таа била историчар и етнолог, научен советник и универзитетски професор во пензија. Ништо суштинско не е кажано за незиниот богат живот како борец во воени услови и како способен и храбар научник во нормални услови, кој како предизвик пред науката е поставила суптилната и оспорувана тема од македонската историја и етнологија, процесот на исламизацијата и последиците за идентитетот и народната култура. Оспорувањата се однесуваат и на незините тези за торбешите и на незините погледи во врска со етничкиот идентитет на муслиманските групи со мајчин македонски јазик, како и на етнонимите или екзонимите како појава разгледувана од теориски и методолошки аспект и како реалност во конкретните примери во Република Македонија. Јавниот и општествениот интерес за исламизацијата во Македонија во 20 век се поттикнува и предвижува во 1971 година, по објавувањето во дневниот печат на текстовите за исламизација, каде што доктор Галаба Паликрушева јавно ги изнела своите ставови за торбешите од поголемиот етнографски предел река Горна, Долна и Мала река во Западна Македонија и нивната културна сродност со мијаците.
Од овие исклучително квалитетни текстови, јасно е колку многу внимание авторката им посветила на турските документи во кои покрај другото постојат и податоци за исламизацијата и само тој што не ги консултирал може да настапува со негирање на тие историски процеси. Оваа активност на доктор Паликруша започнала со едно интервју во весникот Нова Македонија. Во него се изнесува доста непознати факти за овој процес во Македонија. Веднаш по интервјуто биле објавени 6 приложенија. Исламизацијата во Македонија, со што доктор Паликрушева покажала дека не отстапува од кажаното во необјавената докторска дисертација. Овие текстови биле објавени спроти пописот во март 1971 година, во време кога на многу точки во тогашна Југославија вриело од започнатите национални дискусии за потеклото и правата на југословенските народни и народности. Во рамките на Природно-математичкиот факултет во Скопје, при Институтот за географија, била отворена 2-годишна група за етнологија. Главна заслуга за обновувањето на новите студии по етнологија има професор доктор Галаба Паликрушева, по неколку незини неуспешни обиди во претходните години, заедно со некои од колегите од времето на студиите. Во 1988 и 89 година оваа група се разви во 4 годишни студии, а во 2005 година се осамостои во посебен Институт за етнологија и антропологија. Од основањето на обновените студии, а потоа години поред, се додека имаше причини, услови и кондиција, доктор Паликрушева, која веќе беше во пензија, хонорарно предаваше. Најпрво, краток период на додипломските студии, а потоа само на постдипломските студии, на кои што го предаваше предметот Теорија на етнос, се до 2001 година. Освен докторската дисертација и статиите на доктор Галаба Паликрушева, етнолошките и антрополошките статии, зборници, монографии и слично, за муслиманите со македонски мајчин јазик, објавени во втората половина на 20 век, од домашни и од странски автори, чија што главна тема се торбешите, се главно поврзани со Институтот за фолклор Марко Цепенков во Скопје или со Заводот, а сега Институтот за етнологија и антропологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Едно од првите организирани истражувања на торбешите во странство бил проектот што го раководела доктор Галаба Паликрушева со наслов Фолклорот на јуруците во Македонија и иселениците од Македонија кои што живеат во Турција. Тема во рамките на макропроектот Историјата и теоријата на македонскиот фолклор, реализирана во соработка на учесници од Институтот за фолклор Марко Цепенков во Скопје и Институтот за фолклор од Анкара во 1986 до 1988 година.